Македонската православна црква во својот календар има бројни празници кои се од домакинети кај народот, како имендени или кукни слави. Нема христијански дом кој не празнува некој од светителите од Македонската православна црква. Најбројни празници се празнуваат во текот на зимските месеци, кога завршуваат и полските работи и кога повеќето од верниците, кои се на печалба, доаѓаат во своите родни огништа. Во минатото се сметало дека од Митровден до Благовец и комитите се собирале со најблиските во семејните огништа и ја поминувале зимата. Во црквата не се поделени на зимски и на летни празници, а во традиција таквото поделување започнало со излегувањето на комитите кои што се враќале на Митровден, веќе со празникот Ѓурѓевден поради климатските услови по топлото време тие излегувале во шумите. Е поставено такво поделување, но во суштина сепак влегуваме во тој зимски период каде што имаме многу голем број на празници кои што се од големо значење за нас православните. Еве, вчера го славевме празникот посветен на светиот архангел Михаил и на сите небесни сили. Овде доаѓа празникот Пречиста, празникот на нашиот патрон свети Климент Охридски, светиот Никола, божикните празници, па во овие денови, условно речени зимски денови, ги покануваме сите верници кои што имаат услови, кои што сакаат да доаѓаат во црквата на богослужбите да се молат, бидејќи ја знаеме улогата и мисијата на православната црква, која што осим духовната димензија има она, да речеме, и земна димензија која што ги обединува сите луѓе, ги вооплотува, буквално во ова динамично време на живење, каде што некои семени вредности се малку изместени, барем на некои празници, во тие ретки мигови семејствата можат да се соберат на еден заеднички ручек, како што е празникот Бадник или некои кукни слави. Би ги замолили, би апелирале, тоа е за доброто не само на црквата, зборувам за црква како заедница на луѓе кои што веруваат во Христос, а не на храмот, како некоја условно речена институција, бидејќи, како што кажав, црквата ги вооплотува и ги соединува луѓето, пред се да бидат во заедница со Бога, а и во заедница со самите себе.